Ниски температури, но жешка есен за истражителите и обвинителите кои ќе имаат полни раце работа. Претресите и истрагата за струмичката фирма блиска до Зоран Заев е само увод за случаите кои што ќе се отвораат наредниот период. Според најавите ќе бидат чешлани сите кои се огрешиле пред законот. Вистинска одговорност, а не ветер во магла, македонските граѓани очекуваа со години, коментираат експерти. Сведоци сме на лошата приватизација, на криминалната приватизација. Сведоци сме на тоа дека некои политичари ќе го бркаа октоподот. Арно, ама се тресеше гората, се роди глушец. Ништо од тоа. За прв пат предизборното ветување дека криминалот ќе се гони до крај и без пардон, без разлика за кого станува збор, без разлика на тоа кој на која позиција е, почнува да се остварува. Фирмата на Крмзов, која го отвори случајот криминална империја, лотарија, младиот бизнисмен во фамилијата Ахмети, злоупотребите на екс-министерката Бисера Костадиновска-Стојчевска, неправилно доделувани народни пари од Фондот за иновации, незаконските пасоши во МВР, сомнежите за криминал за Евровија, која важи блиска до ДУИ, се само дел од отворените истраги чиј епилог се очекува во следниот период. Најсомнителни остануваат да бидат злоупотребите во државните електрани, набавките во РЕК Битола и јавните предпријатија. Длабоко верувам дека и јавното обвинителство веќе ќе почне да работи, конечно ќе почне да работи и ќе почне да постапува онака како што налагаат Уставот и законите на Република Македонија. Најава дека оваа есен ќе бидат отворени десетици истраги, кажа и премиерот Мицкоски. Министерот за внатрешни работи Тошковски пак во неколку наврати посочи дека за истрагите е потребно време, но со обезбедени докази за сторен криминал, сите кои работеле незаконски ќе се најдат пред лицето на правдата.